И во ова прво интервју кое што го испланиравме за денеска, заедно со една гостинка, која да ви кажам, пред некој ден сватив дека одамна не би била во студио и мораше тоа веднаш да го поправиме, но се разбирам, овој пат со еден сериозен повод за разговор, многу важен и многу значаен, и многу се радувам што издвои време да биде дел од Студио 10, со која што ќе разговараме во следните 30 на минути на тема за Архуската конвенција. Ако ви звучи непознато, не грижете се, и мене исто така. Така што во текот на денешниот ден, токму за ова ќе разговараме со неа и по завршувањето на интервјуто ќе имаме многу повеќе информации и познавања за тоа што е и зошто постои Архуската конвенција, особено во однос на Македонија. Заедно со мене во студиото Ида Мантон, виша советничка во PACE Global Strategies, на која и посакувам добре дојде. Ти благодарам многу на поканата. Пред се ти благодарам за тоа што ги актуализираш овие теми кои што еве и како што наведе самиот, на многу луѓе не им се познати. Мене Архуската конвенција почна да ми станува интересна некаде околу 2017 година, што е исто прилично доцна. И причина за тоа беше еден многу немил настан. Дознав во тој период додека правев истражување за една тема која што на англиски се вика environmental governance, кај нас би била некако владење во областа на животната средина, предпоставувам. Истражување кое што го правевме во рамките на академската мрежа на институти и research институти во целото подрачје на ОПСЕ. И во таа мрежа имавме еден проект кој што се однесуваше на економски и мерки за градење доверба од аспект на животна средина, онаму посебно каде што политички не можеа да се градат мерки на доверба меѓу различни групи, етнички, политички, религиозни и така натаму. Се обидувавме да најдеме кои ќе бидат тие заеднички ноти кои што нели ќе им помогнат на луѓето да најдат заеднички интерес, да соработуваат и така натаму. Јас тогаш решив да правам истражување за Архус центрите во југоисточна Европа и дознав дека во тој период се одржуваше состанок во Женева, во секретаријатот на Архус и нели во UNEC, на кој што се изразуваше длабока загриженост за не почитувањето на Архуската конвенција од страна на нашата држава. Јас предавам меѓународни преговори, мултилатерална дипломатија и знаев што значи кога некој ќе каже длабока загриженост. Значи тоа беше веќе еден сериозен знак и кога тоа почнав... Тоа е финиот начин да ви кажат дека веќе далеку сте заминале така, негативно. И почнав да истражувам што е тоа што сме правеле толку време. Значи ние немавме платено членарина, што еве сега министерството ги покри конечно тие трошоци. Немавме главната забелешка беше дека 3 консекутивни извештаи не биле поднесени. И нели мене веднаш почна да ме интересира како треба да се надминат овие проблеми. Факт е дека проблемиве постојат очигледно, значи имаше закажано и седница, се разговараше за тоа, но како би можеле да ги надминеме. Јас од личен интерес секоја година одам на еден голем состанок што го организира канцеларијата на ОПСЕ во Прага, што е дел од секретаријатот, и тоа е се вика Economic Environmental Forum. И секоја година се разговара на теми кои што се важни за економијата и животната средина во земјите учеснички на ОПСЕ. Пред неколку години, мислам дека беше во време на австриското председателство, 2017 година, главна тема беше Архуската конвенција. Викам, значи, ајде, еве јас немам длабоки познавања, да речем, од сите конвенции на Обединените нации, меѓутоа, убаво е, бидејќи темите кои што конвенцијата ги обработува, вклучуваат пристап до информација, учество на јавноста, нели треба да имаме јавност која што ќе знае од каде произлегуваат нивните права и обврски од аспект на животната средина. И тогаш нели си ветив себе си дека ќе се обидам да направам нешто повеќе за актуализирање на оваа конвенција, која што подоцна дознав дека многу активисти и многу невладини организации кои што работат веќе на оваа тема
добро ја владеат и ги бараа своите права и правата на граѓаните и во нашата кај нас држава, дури и во така. регионот, и на вести почна се повеќе да се слуша, нели, за барањата од невладиниот сектор за исполнување на она што ние сме го подпишале со Архуската конвенција. Инаку, таа е подпишана 98 година, донесена, кај нас се подпишана 99 година и од 2001 веќе е ратификувана и во употреба. Тоа е многу долг период за конвенција за која што јас искрено првпат слушнав разговарајќи со вас токму при еден разговор што го имавме и кога првпат сватив дека постои конвенцијата, со оглед на тоа дека има 1 милион конвенции кои се подпишани и издадени од страна на Обединетите нации, бев фасциниран од тоа како ние како држава имаме таква конвенција за која што многу малку се зборува и веројатно се зборувало само на почетокот при ратификацијата и Па и тогаш било тоа во доста ограничени кругови, предпоставувам, заради тоа што еве јас се обидував за време на истражувањето од кое што произлезе овој извештај за кој е повод, нели, за нашиот разговор, да дознам која била историјата, нели, кои биле луѓето кои што ја преговарале, како што знаете, нели, за сите преговори, точки и запирки се она за што се договара и многу ме интересираше кои биле македонските дипломати кои што во тоа време преговарале, меѓутоа не успеав да дојдам до таква информација. Во Министерството за надворешни работи ме препратија во Министерството за животна средина, а таму нормално си го бркаат техничкиот, оној стручен дел, да речам, не историјата на преговорите како се случувал. Така што еве еден повик до тие кои што биле дел од конвенцијата, можеби би сакале да ја раскажа таа историја, зашто предпоставувам дека е многу интересна. Ова е приказна која што, како и сите приказни на човечкото битисување интернационално, се влече подолг период. Значи, од документот во Стокхолм, Рио, Архус, Париз, еве оваа година, нели, актуализиравме повторно во Единбург со постојано ги покриваме овие прашања и како да речам меѓународна заедница, експертска, академска заедница се обидуваат секогаш да направат еден исчекор повеќе. Особено пак овој период изминативе години каде што климатските промени и особено сите движења кои што се случуваат од страна на најмладите на оваа планета пак заземаат многу значаен став во однос на животната средина. Да, така што не е воопшто чудно што велите дека нели не сте чуле за конвенцијата. Жално е што е тоа така. Жално е што диалогот помеѓу дипломатските документи, заложби, конвенции и граѓаните кои што нели треба да ги црпат своите права од тие заложби е прилично слаб. Тоа е спрега која што е обврска на државата да ги информира своите граѓани, да ги информира од најмлада возраст и затоа и во Архуската конвенција се зборува за едукација на овие теми и така натаму. Значи, ние многу често зборуваме нели само за образование, образовни програми. Меѓутоа, сите други конвенции, сите други теми се регулирани на наднационално ниво како заложби, тие треба да бидат потоа преведени во системот на образование, во правниот систем, во начинот како медиумите ги покриваат овие прашања. Значи, сето тоа е веќе договорено како треба да се направи, меѓутоа, за ние да го правиме тоа професионално и за да ги имаме предвид сите тие различни теми кои што треба да ги обработуваме во секојдневната работа, мора да ги знаеме и да ги познаваме тие заложби. Ама нормално е, нели, вие кога ќе го отворите сабајле компјутерот, не си викате чекај да прочитам каква конвенција има во ЮН. Значи треба за тоа да има повод, треба да има дискусии, треба да има отворен диалог и со академската фела, и со оние што се активисти, заради тоа што тоа познавање и нашето вклучување за како да ја подобриме животната средина, треба да го црпиме и од националната легислатива, меѓутоа и од оние заложби кои што ги правиме наднационално. Конвенцијата, како што споменавте и самата, од 98 година е подпишана во данскиот град Архус, односно на нашки некогаш се нарекува и Орхус, зависи од транскрипцијата. Па и нивниот изговор е данскиот Орхус е таков, да, а ние си го викаме Архус. Добро, по навика, поради пишаната форма, да. Таа побарува, значи, транспарентност, отчетност, одговорност, нешто што се многу популарни изрази во Македонија последниве години, во делот на животната средина, но дава и насоки, веројатно, респонзивност и се она што е поврзано со неа на сите институции, колку што разбрав јас, од извештајот кој што го
ми го испративте по однос на оваа тема. Морам да признам дека таков и обемен извештај одамна немам видено, така што честитки. Голем комплимент ми е, Да, вистина многу ми честитки, значи, да. зашто беше долг процес. Знаете, ова не е извештај кој што се пишува за една недела. Значи, тоа е извештај кој што бараше добро владење на сите ОПСЕ документи, заради тоа што беше направен за да и помогне на мисијата на ОПСЕ во Македонија да понуди услуги и сервиси на локалните институции кои што пак имаат обврска да ја исполнат Архуската конвенција. Јас сум му многу благодарна на амбасадорот на ОПСЕ, Клемен Скоја, кој што, мислам, бидејќи произлезе од австриското председателство, кое што прилично сериозно се занимаваше со втората димензија на ОПСЕ, а тоа е економските и прашањата од животна средина, имаше слух за мојот повик при првите разговори кога се запознавме дека во државава нешто на вистина мора да направиме за да ги смениме состојбите и институционалните одговори кога станува збор за животната средина. И при тоа, значи, сум многу благодарна заради тоа што во овој извештај успеавме да ги ставиме не само историјатот на документите на ОПСЕ, не само важноста за тоа ниво на супранационално донесување и како се развивала целата приказна, туку и успеавме да направиме една мапа на институциите кои што се занимаваат со ова прашање и на секоја од нив горе-долу да им препорачаме што е тоа што треба да го подобрат, што е тоа што треба да го имаат предвид при својата работа, за да може тој систем да функционира. Бидејќи Архуската конвенција е навистина фасцинантна од аспект на тоа како некои дипломати и експерти со вистинска визија за тоа како треба да направиме промена, успеале да изградат систем кој што се темели на 3 столба. Првиот столб е пристап до информации, вториот столб е учество на јавноста во донесувањето одлуки, а третиот столб е пристап до правда. Значи, кога првите 2 столба нема да функционираат, се оди кон правно решавање на сите тие нарушувања на правниот систем кој што треба да ги гарантира правата на граѓаните. Одма тука ми се јавува едно сврзно ткиво на проблематика поврзана со ова, која што, доколку е така ќе ми кажете, например, аерозагадувањето. Значи, буквално, транспарентноста, пристапот до информации, вклученоста на јавноста во тоа и дополнително пристапот до правда, некако сите тие столбови компоненти ми ги вгнездува во ова прашање. Но ова чисто само како пример го давам, не дека треба да го разговараме. Па би сакала да го поразговараме, Ајде. заради тоа што јас се сметам себе си за environmental refugee. Се вика на англиски, на македонски уште не знам дали е бегалец Климатски бегалци ги преведуваат. И мислам дека голем дел од нашата популација се исели од државава заради тоа што ние навистина живееме во еден аквариум кој е тотално загаден, не само воздухот. Значи, ние зборуваме за реки во кои што еве сега додека бевме во локдаун, например, кога не можевме да одиме на море во Грција, не можевме да одиме на оние поекзотични, да речам, туристички места, почнавме да си ги откриваме локалните убавини. Меѓутоа, тие убавини за мене значеа стварно откривање на една многу тажна слика во држава. Дека сите места кои што природата како светица ни ги дала да ги уживаме, ние успеваме, човекот, успеваме да ги уништиме до тој степен што се прашував дали моите деца смеат да влезат во таа река да се избањаат или некоја хемикалија од фабриките од околу ќе им наштети на кожа, на дишење и така натаму. Значи, ние постојано живееме со овие проблеми и искрено тоа беше главната причина што пред да си заминам од државава, што мислам дека треба да го направам, ако не за себе, барем за своите деца, дека сакам да помогнам за механизмите да бидат воспоставени, да функционираат, и тоа беше задачата која јас и моите колеги од Pace Global Strategies си ја поставивме некако дека конвенцијата постои, институциите постојат, меѓутоа како да не постоеше некаков сплет кој што ќе побара од нив посериозно и поинакво однесување. Многу ми е драго
што во последно време гледам дека имаме екоактивисти кои што навистина се грижат и навистина ја сакаат и природата и државава, и се надевам дека тој диалог помеѓу ваквите активни и навистина запознаени луѓе со оваа проблематика и институциите ќе биде спрега која што ќе донесе до подобрување на состојбите, заради тоа што од една страна потребно институциите да ја вршат својата задача, меѓутоа ако нема постојан мониторинг, ако нема наблюдување, ако не постоја апликациите за мој воздух, ние само ќе кажувавме дека нели ситуацијата е лоша, меѓутоа до кој степен и што треба да се направи. Исто така ми е многу драго што гледам дека многумина од нив се вклучија во политичкиот процес, бидејќи свативме дека политичките партии, иако нели се менуваат од една брзина во друга, па стануваат зелени преку ноќ, тие немаат капацитет за навистина да ја сменат агендава, бидејќи децата од светот, сите петоци ни кажуваат дека подитно мора да се смени состојбата, зашто ни се топи планетата. Јас исто го чувствувам ова како едно клучно, горливо прашање на кое што нели настрана од сите други проблеми кои што човекот ги креира, војни, конфликти и така натаму, ова е нешто кое што не смееме да го одложуваме, заради тоа што секое одложување, секоја неактивност на оние кои што се платени да ја работат оваа работа, не чини сите нас како човечка зедница. Оти загадувањето не разбира каде се границите. Нели ние кога го загадуваме воздухот, кога им дозволуваме на индустриските капацитети со некакви си дозволи, интегрирани, неинтегрирани, А или Б, да функционираат и при тоа да загадуваат без филтри, без потребна документација, ние сме извор кој што не го загадува само нашето население, туку нели нема граници и сите ние мора да се потрудиме и дома и заради општото добро на планетата малку поинаку да се однесуваме кога станува збор за загадување, уништување. Нели се донесуваат одлуки заради тоа што енергетски многу е важно да се изградат мали хидроцентрали. Меѓутоа дознавме дека биодиверзитетот го уништуваме тотално и не можеме да си дозволиме експерименти за кои што немаме анализи, за кои што не е завршена домашната задача. Во ред и порано и во Југославија ние сме имале мали хидроцентрали. Меѓутоа, сето тоа треба да се измери колку проценти енергетски ќе се збогатиме, а колку ќе уништиме биодиверзитет и ќе уништиме природата трајно. Овие прашања веројатно многу значајни ќе стануваат се повеќе и повеќе, без разлика на ветото кое што го имаме од соседна Бугарија за пристапот кон Европската Унија, но во секој случај еден од главните чинители во преговорите веќе се искачува на многу високо место, а тоа се поглавијата за животната средина. Дали тука Архуската конвенција се разбира би имала влијание не на преговорите, туку во однос на тоа државата да се подготви на некој начин токму за овие поглавија, имајќи го на ум фактот дека ние сепак живееме во држава каде што политичките партии, како што рековте и вие, ќе го кажев истото, позеленуваат по потреба, иако тоа нема длабоки, обмислени и анализирани корени. Значи, бугарското вето е штетно на многу нивоа. Јас не знам дали знаете, меѓутоа за таа тема пишувам и ќе се потрудам да се држам на страна, иако на вистина вестиве ме болат. Лично го чувствувам тоа како голем неуспех на нашата дипломатија. Една од големите причини е што тоа се рефлектира на сите овие други многу важни теми. Значи, не се работи само за историјата, не се работи само за Гоце Делчев, туку се работи и за тоа дали оваа држава ќе ги направи тие потребни чекори кои што процесот на преговори, нели, за влез во Европската Унија, сакале ние или не ќе ги забрза сите тие процеси. За жал, ова некако ги успорува работите. Меѓутоа, она што сакам да го кажам, а го напишав во извештајот, е дека Архуската конвенција е базата, подот на една куќа која што ние треба да ја изградиме и ние не можеме да се стремиме кон градење на кровот кој што од нас го бара Европската Унија со EU Green Deal, а при тоа да го немаме изградено основното. Значи, што значи основното? Па основното значи дека мора да ги воспоставиме механизмите, да најдеме начини како пред се институциите да ја информираат јавноста
кога треба таа да биде вклучена во донесување одлуки. Ние нели знаеме дека многу од општините воопшто немаат веб-сајтови кои што функционираат. Знаеме дека еве мене како граѓанин лично никој никогаш не ме искомуницирал за да ме праша што мислам јас за рециклирањето, каде треба да се стават тие контейнери, тоа што се искршени, кому да се пожалам. Тоа што нели доаѓаат луѓе за да преживеат, си ги собираат пластичните шишиња. Тоа што имаме диви депонии, тоа што секаде каде да одите по Вардар гледате каучи и шкафови како се фрлаат. Значи, тоа се процеси кои што на општинско ниво мора да се решават. Мене општината не ме консултира, ама апсолутно за ниедна од тие теми претпоставувам и вас. Може би си пишуваат и си комуницираат во некој си виртуелен свет на некој вебсайт, меѓутоа искрено, нити агенции за домување, значи системот не функционира, ние не наоѓаме начин како да дојдеме до граѓанинот за од него да побараме да ни каже што мисли на тие теми, како да го вклучиме тоа во некое законодавство. Драго ми е што еве во последно време гледам дека барем граѓанскиот сектор, оние кои што решаваат да се обединат околу одредена тема, се вклучуваат, имаше иницијативи за Шар планина, национален парк, па имаше јавни расправи. До сега ние не ни знаевме кога се случуваат јавни расправи. Ова се нови работи, а тие се дел од конвенцијата и тие, значи без јавни расправи вие не можете да ги донесете тие документи. Без да го консултирате населението од кое барате да ви даде глас на следните избори, не можете да донесете одлуки за животната средина која не засега нас. Зборувам, ова е една тема. Ова е Архуската конвенција е многу убаво напишана и пак ќе речам ја пишувале луѓе со вистинска визија, бидејќи е документ кој што може да се користи за било која друга тема од аспект на добро владење. Значи, вие секогаш мора да ги информирате граѓаните, тоа е транспарентност, отчетливост, accountability, отчетност, пардон. Потоа, мора да најдете начин како да ги вклучите во диалогот. Мора да им кажете во колку сесии ќе се разговара за тоа, како ќе функционираат тие општински тела и така натаму. Јас долги години работев во ОПСЕ, не во Македонија, работев како македонски дипломат на Косово и баш работев на овие теми во општинскиот дел. Децентрализацијата, работата на општинските тела, така што сето тоа знаење што го имам од претходни искуства и од организацијата, се обидов заедно со колегите од Pace Global Strategies да го вметнеме во извештајот, со тоа што извештајот фактички ја покрева оваа дискусија во нашето општество. И тоа и беше целта на овој извештај. Од една страна да и помогнеме на мисијата на ОПСЕ да ги донесе познавањата кои што организацијата ги има во Виена. Во Виена во секретаријатот има цела канцеларија на координаторот за економски прашања од животната средина. Доскоро координатор беше српскиот дипломат Вук Жугич, кој што сега замина и него го замени албанскиот колега Игли Хасани, кој што го водеше албанското председателство и се покажа дека нели тој е кадар кој што секретаријатот одлучи дека ќе му ја даде оваа улога. Под негово водство во канцеларијата има некои 20 или 30 експерти кои што работат на овие прашања. Целта ми беше навистина со овој извештај да и помогнам на мисијата тука, да ја донесе таа експертиза, која што пак им помогне на институциите да може да ги имплементираат оние насоки, заложби и документи кои што ОПСЕ со години ги усвојува, ги подобрува и така натаму. Еве сега и на Министерскиот совет кој што се одржа нели во рамки на шведското председателство со организацијата. Секоја година ОПСЕ има Министерски совет во декември. Една од одлуките која што помина, многу за жал не помина, беше за климатските промени. Така што тоа е тема која што обично се поврзува нели со ЮН, со Обединетите нации.
Да, се затоа ми поврзува беше со Европска поврзувањето, унија. сега веќе ми е јасно поврзувањето, бидејќи надвор од Обединетите нации, од таа рамка, никогаш не сум го гледал. Мислам, јасно дека интерсекторски тоа веројатно се врзува во делот на дипломатијата, но во самата држава, како кај нас, например, мисијата на ОПСЕ во Скопје, во однос на Архуската конвенција, што може да преземе во комуникација и со владата, и со Обединетите нации, и со Европската унија и слично. Тоа е интересно прашање. Значи, мисијата тука си има одреден мандат. Мисијата во Србија си има свој одреден мандат. Меѓутоа, организацијата, како цела, си има 3 столба на кои што работи. Дипломатите, кои што во Хелсинки, во Париз, од 75 година па наваму, преговарале и договарале клучните документи на ОПСЕ, нели, кога се преговарани и одлучувани, секогаш во сите тие документи постои таа димензија, втората димензија за економски и прашања од животна средина. Во извештајот се обидов да направам едно ревју на сите тие документи, што е постигнувано со секој нов договор. За мене е тоа интересно, нормално, бидејќи предавам меѓународни преговори и меѓународни односи и дипломатија, меѓутоа, она што па е посебно интересно важно е за тие што се историчари на дипломатијата, да може да видат од кога ние разговараме за овие теми и колку многу време доцниме во имплементирањето на тие заложби. Значи, мој повик е, сите кои што ги интересира било кое прашање од животната средина, да ги прочитаат не само локалните закони, туку и тие документи кои што од нас како човештво, нели, не како нација, не како држава, како човештво, што ние сметаме дека се права и обврски. Правото на животна средина е право кое што секоја држава треба да го гарантира на своите граѓани. И од тој аспект граѓаните имаат и обврска и право од државата да бараат да направи се за да живеат во чиста животна средина, за да има транспарентен процес, бидејќи не треба ние да бараме од државата или од било кој чинител во државата да ни ја покаже дозволата, дали функционираат правно или како што дознавме со случајот со автобусот во Бугарија, нели? Сега дознаваме дека требало да го прашаме шоферот дали тој имал дозвола. Не, ние имаме држава заради тоа што таа држава треба да си ги работи сите тие работи и кога некоја... Ако ние треба се тоа да го завршуваме, тогаш џабе ни е организацијата, така е. Значи, таа организација, тие институции постојат во еден систем кој што треба да функционира како швајцарски часовник. Значи, тие се одговорни да ако нашите води се загадени, ако нашиот рибен фонд умира, ако прочистителни станици немаме и не знаеме луѓето каква вода ни пијат, ако немаме биохемиски анализи, значи сето тоа треба да биде дел од институционалната соработка. При крај сме некаде на интервјуто, сакам оние заклучоци кои што ги наведовте во текот на вчерашниот настан кога се вршеше и презентирање на резултатите од следење на имплементацијата на Архуската конвенција кај нас, чисто како заклучоци да ги наведеме за крај на ова интервју. Па, на моја голема радост, Милио Контакт, невладина организација, отвори Архус центар со фонд од Европската унија во 2019 година. Јас долго време лобирав, работев на тоа, зборував со делегациите во ОПСЕ. ОПСЕ како организација имаше отворено Архус центри во сите држави во регионот. Јас се прашував зошто во Македонија тоа не е случај. И на многу луѓе не им беше јасно дали мисијата во Македонија има мандат, дали може да се занимава со овие прашања и дали воопшто тоа е тоа што треба да го работат. Многу ми е драго дека амбасадорот Која ги расветли овие работи и во нивниот мандат најдоа, како и во другите мисии во регионот, можност за работа со институциите и со локалната самоуправа. Значи, тоа од секогаш си постоело таму и драго ми е што сега се зголемува тоа портфолио. Се надевам, како што наведов и во извештајот во препораките, дека тоа ќе станува се пообемно портфолио и дека ќе навистина ќе бидат оној значаен линк, врска помеѓу мисијата, помеѓу ОПСЕ во Виена, значи организацијата, тоа знаење кое што е акумулирано низ годините и нашите институции, како и невладиниот сектор, медиумите, сите тука кои што имаат интерес и треба да ги познаваат сите овие заложби и документи за кои што
ОПСЕ има прво многу познавање, а второ има и голем интерес да постигнеме заеднички повеќе резултати во целиот регион каде што од државите кои што се членки на ОПСЕ. Значи, Архус центарот постои и мисијата на ОПСЕ благодарение на овој извештај го поддржува Архус центарот, кој што јас се надевам дека ќе стане хаб на информации, каде што и новинарите, и сите други во извештајот предложив да бидат пријатели на Архус, кои што ќе се координираат, сите донатори, сите странски амбасади кои што прават нешто од аспект на животната средина и помагаат на нашата држава, да го прават тоа координирано и да има постојан разговор, постојана комуникација, за тоа да не биде адхок, туку да биде системски приод кон помош на нашите локални институции. И да благодарам многу за издвоеното време, за тоа што бевте дел, еве во овие изминати 30 на минути баш со некако ми летна многу, имав толку прашања, ама генерално ги одговоривме главните и мислам дека оваа тема треба да остане и натаму еден предмет на интерес на сите медиуми. Па, јас веќе гледам и морам да забележам дека многу од медиумите веќе развиваат не само теми, туку и вистинско истражувачко новинарство. Ние, впрочем, дознавме за загадувањето од вашите колеги. Ние дознавме за нафтите, дознаваме преку Институтот за комуникацијски студии ИКС, разбистри се кампањи. Значи, тоа се сите тие напори кои што Архуската конвенција од нашето граѓанско општество ги бара. Ние треба да имаме повеќе такви активни чинители, меѓутоа јас разбирам дека тоа и не е така едноставно. Кога вие имате коруптивни чинители во владата, кога имате бизнисмени кои што имаат сериозни политички конекции, не е едноставно некој новинар за обична секојдневна плата да се труди да ги извади сите тие прљавштини на површина, без при тоа да знае колкав голем ризик презема, нели? Значи, за да имаме таков диалог, треба да имаме многу по-сериозен приод и од аспект на институциите, и да имаме заложби и од владата, и да имаме силно граѓанско општество. Драго ми е што ги гледам сите тие почетоци. Навистина сум воодушевена кога ќе видам убава истражувачка сторија и се надевам дека се повеќе новинари ќе се приклучат кон тоа за и граѓанството да дознае какви се нивните права и за да може да се вклучат по системски и по структурирано. Благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам многу, да ви го честитам роденденот. И ви благодарам исто така што ме викате во дел од емисиите кои што се посветени на Блаже Конески. Заради тоа што иако темава не е поврзана, јас сепак сум филолог во некој претходен живот. И многу сум благодарна што ете и тие теми и македонскиот јазик, нашата култура и идентитет успевате на вашите емисии да ги покренете, така што ви посакувам уште многу успешни години работа во вашата телевизија. Благодарам многу, се гледаме ние, сигурен сум повторно.